Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден и за мојот гости, Гоце Телчев Тодев. Добар ден и од мене. Добар ден. Благодарам што сте тука. Вие сте генерален секретар на Интернационална полициска организација, не само генерален секретар и на Македонската конфедерација на независните синдикати. Токму така. Да, и ќе говориме, има многу за кратко време, имате и некаква конференција на оваа интернационална организација, полициска организација. Веќе во вестите кажав, Кочанската трагедија направи во фокусот да стане практично Министерството за внатрешни работи, работата на полицијата. Еве, министерот Тошковски за Кочанската трагедија говореше пред една недела, тоа е интервју на Канал 5. И сега оваа изјава е нејасна и да ве замолам да објасните. Како вели тој? За јавни собири, значи, цитирам, МВР има обврска да присуствува, доколку не. МВР не може да преземе действија во надлежност на приватни агенции за обезбедување дадени со закон. Сега ова не е јасно како е можно Министерството за внатрешни работи во Македонија, на територија на Македонија, да не сме да интервенира кога станува збор за приватни агенции за обезбедување во случајов со дискотеката Кочани. Дека не смееле воопшто да влезат. Се уште ништо не е јасно. Јавноста се уште нема никаква слика, освен она што имаме погинати, освен она што Министерството за здравство се покажа како министерство кое, согласно сите анкети, ја заврши можеби една од клучните работи во оваа трагедија, затоа што многу брзо реагирајќи на се она што имала ингеренција и практично ги изнесе повредените надвор од Македонија, да ги спасиме тие што буквално можеби и ако не беше така, ќе бил и поголем бројот на жртвите, меѓутоа она што го слушаме од страна на конкретно на прашањето од страна на министерот што оди во јавноста и од страна на јавниот обвинител е нешто со кое се уште ние немаме никаков одговор и молбата од страна на министерот говори дека се уште нема ништо што е конкретно поврзано со енигмата и проблемите поврзани со се она што е дозвола, употребна дозвола, начин на добивање на дозвола за дискотеката, за фамозната штала, условно кажано, како што огромен број на медиуми го користеа како термин, меѓутоа и самиот министер говореше за шупа. За шупа, меѓутоа јасно е дека родителите, пријателите и блиските на погинатите секојдневно практично кукаат на гробовите на кои буквално ги имаат за наредниот период на нивното живење, доека се живи ќе ги имаат тие немили сцени и слики што им се случуваше во Кочани, меѓутоа затоа се вашите, наречеме, емисии кои се исклучително битни. Мене ми е прво задоволство што сум по втор пат, односно веќе по не знам кој пат. Да објасните, но кажете ми дали тоа вистина. Не може ли МВР да преземе никакви действија, да интервенира, доколку да влезеле во дискотеката не смееле заради тоа што било приватно обезбедувањето? Полицијата може да прави се. Ова се кажува во рамките на нивната ингеренција, она што може да влезе секаде, да интервенира. Не е тоа амбасада која е територијата е на друга земја. И не смеете тогаш да влегувате. Ние имаме моментот кај што имаме полициски службеници кои вечерта, односно ноќта, имале практично задача, службена задача, легитимирање на лицата, односно интервенирање во случај доколку има малолетни лица. И имаме веќе многу пати од страна на вашиот медиум беше пренесено дека имавме практично извештај во кој полицијата веќе имала сознание, односно имала лице кое било малолетно. Автоматски имала можност за интервенција и прекинување на музиката, на сето она што било внатре како незаконито, да ја прекине практично. Заради малолетно лице, зошто би прекинале? Па ќе имало и поголем број на, како што веќе имало и такво нешто, меѓутоа како може да биде присутно малолетно лице зошто да ја прекине?
забавата, тоа ве прашувам. Има право што сака да направи полицијата, дури да прекине? Можела да ја прекине музиката, да интервенира и би се спречило еден таков случај и се тоа што се случило. Пример. Или пиротехниката кога ја виделе дека се употребува? Тоа е веќе капак. Кога видела дека има пиротехнички средства, веднаш можела да бара документ дали е сето тоа легално, дали е тоа од фирма која, односно предпријатие која тоа го покрива согласно закон и така натака, така да таа енигма ни е позната на сите, меѓутоа факт е дека се уште имаме непознаници поврзани со лицата кои како што веќе и јавноста очекува, кој издавал, кога издавал, зашто издавал дозволи, веќе се осврнам пример на еден момент кај што можеби беше клучен во моментот на ослободување на еден дел од притворените поранешни полициски службеници кои беа офатени, беа притворени, беа 30 дена во притвор. Зошто беа ослободени? Па еден од клучните моменти, пример, за еден од притворените кој практично имаше документ со кој има извештај дека дискотеката нема соодветна лиценца, односно нема соодветни безбедносни услови за работа. Он дава посебен извештај со кој бара затварање на дискотеката во 2023 година, меѓутоа од тогаш до практично настанот кога се случува во 2 години не се превзема ништо од страна на МВР, дури ќе потенцирам, ова е можеби неколку пати од моја страна и пренесено, полицијата заради тоа што има посебен извештај со кој вика дека нема соодветни безбедносни услови, МВР, односно ОВР Кочани и СВР Штип во денови кога има сознание или најава од страна на собствениците дека ќе има одредена група или не знам некој од естрадните уметници кои пеел во дискотеката, се користи дури и посебната единица на полицијата, односно ЕБАРА, дел од посебните единици се користи и се упатуваат од Скопје во Кочани за обезбедување на дискотеката заради нивни проценки на полициските службеници кои го имале тоа како обврска службена да покријат. Така да факт е дека сите сме вклучени во се она што се случувало, секој има одговорност, меѓутоа сите нешта се знаеле во изминатиот период, тука да не се лажеме. Да. Факт е дека пак е напоменам, кукаат, плачат родителите од погинатите, дај Боже да застане тука бројката сите оние што се надвор од Македонија. 62 е до сега. Да. Но за токму во интервју практично тоа го кажавте и дека 2023 полициски службеник алармирал дека не е безбедна и тој беше во притвор благодарејќи на тоа интервју, потоа беше и на вашите изјави. Тоа беше интервенирано од страна на јавното обвинителство, мислам дека на обвинителството се извинувам. Обвинителството предпоставам дека имало во предвид еден таков документ кој е можеби клучен во сето ова, ослободен е тој полициски службеник кој бил во пензија, односно кој го има издаено таа како документ, го има обвинителството како документ и мислам дека како доказ дека практично се алармирало на време. Така е. И нема вина кај тој полициски службеник кој веќе констатирал нешто што е околу самата дискотека, да оди и да остануваше дополнително во притвор, не би било коректно соодветно, а како ќе се одвијат понатака начинот и постапката на сите тие обвиненија, оставаме да види јавноста. Добро, истрагата, да. Истрагата токму така. Да, се уште трае и осумничените, бројот на осумничени се зголемува, дали ќе бидат соодветно опфатени, тоа ќе се види. Но има и уште една информација дека ви се јавил одреден полицаец во пензија, началник на сообраќај, лице за добивање на дозволи за просторно уредување. И ова е клучно као прашање. Лицето, односно началникот кој бил за сообраќај во СВР Штип, кој исто е практично на некој начин обвинет, на некој начин зборувам, соодветно на постапката која води обвинителството, лицето ја издава првата дозвола за просторно уредување на
на дискотеката. Местото кај што е дискотеката, меѓутоа тогаш па навамо лицето е неколку години во пензија, подолг временски период, се случува дополнителни уредувања на просторот на делот кај што е дискотеката, така да Затоа тој не дал тој воопшто не подпис не дал, претходно изгледала поинаку. Меѓутоа екс-началникот тврди дека стои за тоа што го има подпишано, ова ви го кажувам од прва рака, стои затоа што факт е дека нешто што е направено и подпишано, ако јас лично сум го подпишал, морам да стојам за сето тоа и дури и би одговарал за сето тоа што го направил, го подпишал. Така да, според мене, обвинителството треба да ги има во предвид сите факти и аргументи на одговорност и за одговорност, така да се она што е поврзано со случајот и со настанот не може и не смеат да се земат во предвид само лицата што биле во минатото, не може да не се земат во предвид лицата кои се денеска, односно сега, во моментов, без разлика што 100 дена или неколку месеци само биле началници, односно раководители на организациони единици во Кочани и во Штип, меѓутоа столчето на која седам мора да знам дека сум дошол во емисија и треба да бидам соодветен на она што бара јавноста да го слушне во делот на прашањата за безбедност, односно за она што се случувало конкретно за Кочани. Да, во моментот на несреќата тие биле на одредени функции. И што ме подпишале работната задача дека ја превземат улогата началник на ОВАР или началник на Собраќа или началник на СВР, тие морале да знаат дека имаат и сериозна одговорност. Значи граѓаните и безбедноста, јавниот ред и мир на тој простор, на таа територија е практично во рацете на самите тие. Да, но како кажавте, еве и во тоа интервју пред еден месец, безбедноста во Кочани ја дефиниравте како, односно градот го дефиниравте како најкриминален во Источна Македонија. Продолжува ли да биде? И стои тоа што сум го кажал. Јас мислам дека се тоа што се случи пред 2 месеци, Бог душа да им прости на сите покојни, мислам дека во моментов информациите веќе ги немам дека продолжува нешто такво во тренд на она што било до тогаш. Мислам дека ќе се сменат нешто тако, ништо повеќе тој примат на град со најголем број на лица инволвирани во одредени криминални дејанија, најверојатно би се пренасочил на некој друг град. Претпоставувам само се од мој професионален аспект од минатото. Времето ќе покаже како ќе се одвијат настаните во делот. Но акции, действија немате, полициски акции, не немате, се извинам, не гледате. Гледаме само протести од страна на луѓето кои ги изгубија најмилите. Да. Така да, може би немаат време одредени лица кои се занимавале со одредени незаконски дејанија да го продолжат начинот на кој го имале до тогаш. Може би дел од луѓето што се практично поранешни собственици на веќе изгорените и уништените објекти од пожарот и од насилството, односно делот на она што толпата го направи и уништувањето на кафичот, може би говори дека ланецот на проток на одредени недозволени субстанции кои ги користеле младите на тој дел или одредени дејанија кои го имале во делот на алкохол кој бил без лиценци и без бандероли и така натака, може би е времено застанати, пак ќе кажам, може би некој друг град би го превземал приматот, али времето ќе покаже. Добро, денот на полицијата беше вчера и сега видовме и читавме и видовме дека голем број на припадници на одреден број на припадници на полицијата практично колабираат. Не беше воопшто жешко толку, не беа оние летни денови, температурите кога одат и до 40 и повеќе. Што се случува со младите полицајци? Јас сум 55 годишен, меѓутоа сум подготвен 24/7 да бидам изложен на надворешни атмосферски температури, дали е тоа плюс 40 или минус 40, еден припадник на безбедносни структури како што и полицијата мора да е подготвен да биде едноставно изложен на сите
временски услови, зашто вчерашните, речеме, температури од 20 или 27 степени во мај месец се далеко од оние 40 или 45 во август. Ова само говори дека мора и министерот, владата и државата да се подзамисли какви луѓе, односно какви лица се во рамките на полицијата. Немаат ли тие тренинзи, обуки? Па ако имале тренинзи и обуки, ако имале соодветни долготрајни, ако имале, да речеме, компетентни и посериозни селекции за приемот на полицајци, немаше да биде состојбата ваква. За мене е поразително. Добро, селекцијата е првичниот видете, за мене како поранешен припадник, активен припадник и на армијата и на полицијата е поразително да слушнам како за време на одржување на говор на еден премиер полицајецот колабирал. Тоа е за мене поразително. Едноставно, ако ние сме лица кои треба да бидеме најподготвени и најжилави, да речеме, како припадници за една безбедносна структура, значи за мене како држава е поразително. Сега, можеби таа категорија на луѓе сепак мора да сме и реални и свесни. Која категорија на луѓе? Слаба категорија во безбедносни структури. Да, апсолутно, мислам, сите оние што се занимаваат со оваа проблематика не може да прифатат на 27 степени да колабира припадник. Мислам, како ќе се однесува припадникот, ако стварно треба му посвети внимание на некој што е на автопатот Куманово-Гевгелија во време на летната сезона која ни престои, пример, за неколку дена, што се вика, и ќе биде период во кој ќе очекуваме огромен број на прилив на туристи кои ќе заминуваат на Белото море, за да може да транзитираат низ Македонија, а ќе се случуваат колапси на дел од луѓето што ќе бидат по асфалтите. Така да, за мене, она беше момент со кој мора да сватиме дека таа селекција, а особено на селектираните полициски службеници, мора поголемо внимание да се обрати од страна на министерот за внатрешни работи, односно од самото министерство. Овој министер може би е најмалце виновен за сето тоа што се случува во полицијата, затоа што е сепак релативно кус временски период од една година, но добро, него оправдува. Ова треба да му биде доволен аларм. И практично советот Гоце Делчев Тодев, министре, имате можност да ги слушате, не мора мене. Има еден огромен број на политички припадници кои се не само пензионери, постари во службата, се уште се активни, знаат што треба да се направи, посебно во делот на луѓето кои се занимаваат со обуки, едукации и со превенции на полициските службеници. Добро, доколку не може да издржат и покрај тие обуки, што би се случило? Ами нека вежбаат, кои ќе дојдат дома, слободното време... Добро, ако не може и тоа да... Ќе колабираат. Добро, дали треба да бидат одстранети од службата или прераспределени? Тако нешто не е предвидено. Во други прераспределени, веројатно, во други некои сектори. Е можно да се прераспределат во одредени, да речеме, служби кои што ќе им се намалат овластувањата, нема да има такви овластувања како што имаат со 30% или со 45% како специјалните единици, ќе се преместат на делот на организациони единици во управните служби, така да во администрацијата би биле прераспределени. Во администрација со која нема да има директен контакт со населението, да може јавно да бидат видувани од страна на луѓето, како што вчера сето тоа го виде и македонската и светската јавност. Да. Тоа не се случува. Не би требало да се случува. Добро, многу пати имате кажано дека катастрофален кадарот во Министерството за внатрешни работи, еве за ова говорите и сега. Па ако дозволите, уште една реченица во делот на се ова, значи ние сме сведоци дека во изминатиот период МВР како институција, како министерство излезе со еден огромен број на обвинувања против полициски службеници кои се во редовите на полицијата, кои незаконито се стекнале со имотно-правни, да речеме, материјални добра, кои едноставно ги користеле услугите на МВР, пренесувајќи ги на одредени граѓани во државата, за да може да ги користат тие услуги, за да може да
заминуваат, бегаат или избегнуваат некакви видови на казни, ослободување во делот на одредени сообраќајни прекршувања и така натака. Значи сето тоа што се случува во моментот во полицијата е нешто за кое мора многу сериозно да се пристапи во начинот на понатамошното функционирање во полицијата. Добро, има најави од министерот Ошковски, има најави дека предстојат закони, нови закони токму за сообраќајот. Ќе му помогнеме и на министерот, и на Македонија, и на македонските граѓани, односно граѓаните на Република Македонија. Пример конкретно јас као особа кој долги години се занимава со оваа проблематика, не заминувам од државата. Сето ова што и денеска го пренесувам и истакнувам преку јавниот медиум 24 вести говори дека сме подготвени сериозно да не се додворувам да бидам пак вратен као многумина што вика дебело се појавува за да може да се појави пак со некое вработување, бидејќи имаме лица и луѓе кои едноставно поинаку ги гледаат да работи. Мене не ми е тоа поентата, ама работа. И мислам дека сето она што во иднина мора се поработи во делот на полицијата ќе мора да се земат во предвид сите анализи и аргументи. Впрочем, за да може да го зголемиме нивото на луѓето и на самиот персонал во Министерството, на делот на ојачување на самиот карактер, ојачување на интегритетот на полициските службеници, со што граѓаните ќе имаат поголем безбедносен сервис од страна на самите вработени во полицијата, така да мислам дека веќе има и одредени насоки од поголем број на експерти од делот на безбедноста, меѓутоа мислам дека и веќе работат, како што напоменавте, на изготвување на нови закони за внатрешни работи, законот за полиција, меѓутоа паралелно со овие два закони одат и нови измени на законот за работни односи, односно можно е и добивање на нов закон за работни односи кој ќе биде практично основа за укомпонирање на сите закони кои се поврзани со работниците во полицијата, меѓутоа тука ќе го вклучам и колективниот договор кој е многу значаен, битен подзаконски акт во полицијата кој итекако значи за сите вработени во полицијата, со што ќе се заокружи процесот на документација, односно на законски решенија кои ќе го уреди начинот на работење и функционирање на Министерството за внатрешни работи и ќе надминеме еден огромен број на пропусти кои се случуваше и во минатото, меѓутоа мора да гледаме и иднината за и платите веројатно да ви бидат зголемени заради тоа што постојано ви се зголемуваат платите, а вие постојано сте незадоволни. Па не знам колку се зголемуваат, сведоци се сите граѓани во оваа држава, во изминатиот период од неколку месеци се створи една посебна фама во делот и начинот на добивање на покачување на плата, огромен број на лица кои според мене Facebook не знам синдикалци или Facebook патриоти условно кажано, кој се промовира во многу заслужни за покачување на платата, не е тоа покачување на платата. Тоа е само чисто поравнување на платата врз основа на минималната плата која беше со закон уредена и се покачи на процент од 22.000 на 24.400 денари. Таа разлика која мораше да биде практично покачување, а уствари ја третираат за покачување, не станува ни збор за покачување. Покачување ако имаме константна плата, а сме ја покачиле врз основа на веќе постојната плата. А врз основа на основната, односно на минималната плата е чисто поравнување на платата, бидејќи ќе ви кажам еден податок и на вас и на цела македонска јавност. Доколку немаше вакво поравнување на дел од платите во одредени министерства, конкретно и во Министерството за внатрешни работи, очекуваме еден огромен број на нови тужби. Значи, јас сега посочувам на сите оние кои се во моментов засегнати со проблемот тужби, а тужба значи дека во изминатите неколку години, односно 12 години во минатиот период имаме испумпување од 21 милион евра само од МВР, доколку нема вакви поравнување на платите, ќе се случи да дел од буџетските средства, односно дел од она што државата го има како пари, да се одлеваат по основ на тужби, по основ на
судски такси, поднос на адвокати, извршители, трошоци секакви. Трошоци разноразни, со што едноставно ќе ги испумпуваме средствата, ќе имаме незадоволни работници, конкретно незадоволни работници во делот на безбедност, односно на полицијата, а од друга страна ќе имаме задоволни адвокати и извршители. Да. Добро, најавив дека Иван последното прашање, генерален секретар на Интернационална полициска организација, таа во соседиште во Милано или ИПО, имате конференција наскоро? Конференцијата е токму насочена во делот на безбедна Македонија, безбеден Балкан. Поточно сакам да кажам дека македонската јавност и воопшто лично министерот за внатрешни работи е планиран да го отвори оваква конференција, бидејќи е поканет и веќе е потврдено присуството на Томори, претседателот од Милано, односно претседателот на Интернационалната полициска организација, која е со седиште во Милано, кај што ќе сакаме да даеме посебен осврт на безбедноста на граѓаните, особено од Европската унија, односно граѓаните кои транзитираат, ќе напоменам уште еднаш во емисијава, кон јужниот сосед, кон Грција за време на летната сезона. Сведоци сме пак дека во минатото имаме огромен број на граѓани од Европската унија или пак од соседството, конкретно од Србија, кај што оние што ја следат состојбата и медиумите, имаш и огромен број на жртви кои загинаа по одредени патишта, така да на една таква конференција ќе се обидеме на граѓаните и да им посочиме кој е начинот на превенција во делот на евентуално појавување на било какви сообраќајни незгоди или било какви проблеми. Меѓутоа ќе потенцирам дека и еден од најголемите трансфери на одредени мигранти од Грција према Европска унија, односно државите транзитот преку Македонија. И конкретно се случува за време на таа летна сезона, кога се гужвите големи, кога има селективен пристап на пропуштање на патниците и на возилата преку граничните премини, така да се ова ќе направиме и за безбедноста и за превенцијата на самите патници, меѓутоа и на граѓаните во... Ќе ги информирате граѓаните. Кога е конференцијата? 7 јуни е предвидено во Хотел Континентал, ќе биде секако и дел од македонската јавност информирана преку сите телевизиски и куќи кои ќе бидат практично поканети за да може да го покриеме настанот со известување кон сите граѓани. Да. Благодарам што бевте гости. Во секој момент, секојаш за граѓаните. Благодарам што не гледавте, пријатно.